Добро вечер. Јас сум Наташа Стојановска, гледате анализа на телевизија 24. Председателот Ѓорѓе Иванов одби да го додели мандатот за составување нова влада на лидерот на СДСМ Зора Заев, повикувајќи се дека на тој начин се руши унитарноста на државата. Заев возврати дека Иванов направи државен удар и на тој начин спречи легитимен и легален трансфер на власта. Тоа е тема на денот и тема на вечерашната анализа. Во студиото мои гости вечерва се универзитетските професори Никола Поповски, добро вечер. Добро вечер. И Осман Кадриу, добро вечер и за вас. Пред да почнеме со дебатата, да погледнеме реклами и потоа се враќаме назад во студиото. Црвени као, мали, а вако да има позадину подигнато онако лепо и да има ове очи, ово коса овако нагоре и некако да ми се слажу с карактер. Ангелка има големи апетити. Види, дечко, значи, мене kad se sviđa neki dečko, ja mu ne gadam u gaće baš odmah. А знае и да наредува. Слушай ме, Андреја, вечерас има да изнимемо апартман, да проведемо романтичен викенд, да се напиемо ко прасучи. Тоа е наредениот, јасно. Андрија и Ангелка во четвртак во 17:45. Уживајте во серијата заедно со вкусна храна, приготвена во воктавата Делимано Делиција со диаметар од 20 см, со керамичката основа што ја прави до 3 пати понелеплива. Само сега за 745 денари, со дури 50% попуст. Јавете се веднаш. Кому би му ги довериле своите очи? На најискусните, најнапредните, најголемите. Систина офталмологија, дел од групацијата Светлост Загреб. Најдоброто за вашите очи. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Колдмакс. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кога се вратив од војска, раскинавме. Таа си замина, јас почнав да студирам и да ја изневерувам, и тоа со негазирани безалкохолни пијалаци. Струмка и јас, шо да ти расправам? Струмка, традиционално освежување. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете Г132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Peugeot 2008, создаден да совлада се. Богато опремен за 175 евра месечно. Екстра понуда од АМЦ. Продажба до 72 рати, само со лична карта, без административни трошоци. Купете нов лаптоп, телевизор или мобилен телефон на 72 рати, само со лична карта, без административни трошоци. Повелете да аплицирате во салоните на АМЦ. АМЦ, вистинско место за нова технологија.
Да, како што најави во студиото со универзитетските професори Поповски и Кадрију. Кадрију, ја почнам со вас. Председателот Иванов одби да го додели мандатот за составување на влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев и при тоа се повика на Уставот, образложувајќи дека ако му го додели мандатот е нарушена унитарноста на државата. Има ли прво право председателот на ваква одлука и вакво условување? Прво, добро вечер, благодарам за поканата. Добро вечер за сите гледачи. Се собравме овде да расправаме за мощни жешки теми, меѓутоа со ладни глави. Ово што го велам не се однесува за нас овде, се однесува за политиката и политичките субјекти. Јас прво ќе се произнесам со една моја констатација со која сум преокупиран во последно време, кога станува збор за овие политичките кризи кај нас, правната криза, економската криза, за сите овие збиднувања што се случуваат. А констатацијата ми е, морам да нагласам, ово што се прави во Македонија и со Македонија како држава е Богу плакати. Да се вратиме на темата. Имавме денеска една, да кажам, мощна значајна активност, која требаше да се спроведе и да се заврши со доделување на мандатот на господина Заев од страна на председателот, за да може тој во уставниот рок да состави влада, да ја сочини програмата и да излезе пред парламентот. Ово го нагласувам затоа што во ова фаза на постапката кога станува збор за избор на владата, по Уставот и по нашата позитивна регулатива имаме тројца субјекти релевантни, ве молам, кои се наоѓаат во еден триагал, а се учесници за избор на владата. Го имаме председателот на државата, го имаме мандатарот и на крајот го имаме парламентот. Овие тројца, ве молам, своите активности ги превземат согласно уставните одредби. Член 90 и неговата регулатива. Член 90 од Уставот и неговите диспозиции се мощни и јасни кога станува збор за улогата, функцијата, правата и обврските на овие тројца учесници. Ние сега имавме прилика да во вториот круг на активностите, кога првиот круг заврши без успех да се формира владата, да председателот се определи за другиот мандатар и да му даде мандатот, довербата, да направи обид за состав на владата. Меѓутоа се случи оно што најмалку се очекуваше. Ве молам, уставните одредби од член 90, кога станува збор за обврската и правата на председателот, тој предвидува обврска, ве молам, за доделување на мандат. Тоа значи дека нема право или има право да... Нема право, ве молам, тој да го ускрати мандатот на овластениот субјект, кој има, да кажем, парламентарно мнозинство потребно за состав на владата. Ово што се случи, сега, ве молам, ствара дополнителни компликации и нашата тешка, може сложена политичка состојба со ова активност, со ваквото действие на председателот на државата, само се продлабочува. Како ќе биде изгледот, ќе предлагам во текот на дебатата и можните уставни и законски решенија како треба да се излезе од ова криза. Инаку морам да нагласам уште сега, заклучокот е, ве молам, со овој потек апсолутно парламентот не може да биде заложник да не продолжи со својата работа и со својата функција и компетенција. Така, Поповски, слушнавме образложението на професорот Кадрију. Имаше ли уставно право пред се председателот на ваков потек и дали сега влегуваме во една нова подлабока криза со оглед дека и Заев порача дека ова е начин државен удар кој што го направи председателот Иванов? Значи, јас се согласувам со колегата Кадрију прво дека членот 90 од Уставот е неспорен и нема можност за толкување. Таму пишува дека председателот на државата е обврзан да го даде мандатот на тој што има мнозинство. Обврзан,
не упатува на тоа дека он треба да размислува дали ќе го даде со своја одлука. Со оглед дека му се презентирани 67 подписи. И втората одредба која е битна во овој случај, во врска со ова што го направи денеска Иванов, ставот 4, мислам, од тој член предвидува дека мандатарот на собранието му доставува програма и состав и собранието одлучува по програмата. Значи, председателот нема одлучување во целиот процес, освен обврска да го даде мандатот. Во однос на програмата? Да, значи, он нема надлежности за програмата, тој образложуваше програмата, што е надвор од уставните овластувања. И третата битна работа е дека председателот не го даде мандатот согласно волјата на граѓаните. Граѓаните на оваа држава има избори на 11 декември. Јас не се сеќам некој да ги оспори изборите, нити внатре од партиите учесници, нити од меѓународната заедница, тие што ги посматраат официјално изборите, нити пак од оној невладиниот сектор. Некои ситни забелешки имаш, но нема оспорување на резултатите. Ако сите ги прифаќаме резултатите, врз основа на тие резултати, мандатарот, во случајов Заев, доби 67 пратеници во собранието како согласност да се обиде да формира влада. Таа волја на граѓаните Иванов денеска ја поништи со свој акт, превземајќи си дека он треба да ја утврди програмата, што не му е надлежност, и превземајќи си дека треба да одлучи дали да го даде мандатот, што не му е исто мандат во уставот, туку он е обврзан. За да не импровизираме. На устав и вели, ако сакате да понесете ми кривични пријави, јас председател на Република Македонија е должен во рок да го даде. Е должен. Значи не вика одлучува. Е должен, така. И сега тука се отвараат многу теми. Прво, јас сум многу блиску до мислењето на опозиција на СДСМ денеска што го истакна, дека ова е обид за државен удар. И ја мислам дека сега со Иванов и со налогодавците на Иванов, мислам дека нема сериозен човек во Македонија што мисли дека Иванов действува самостојно. Тој откако го зема мандатот во 2009 до денес, не действува самостојно. Значи, статистиката за него кажува дека нема ниту еден законски акт вратено да каже не го подпишувам и така надале. Никогаш не действува самостојно. Со оглед дека ова е обид за државен удар, ја мислам дека со него сега треба да се разговара и со налогодавците негови. Тоа се двајца од ВМРО ДПМН, ги знаеме кои се тие двајца. На кои двајца? Па се знае кои се тие што одлучуваат во ВМРО ДПМН. Двојката на чело на партијата. Треба да му се даде можност од 24 часа, со оглед дека испоминаа 4 часа веќе од неговата пресума, уште 20 часа да се коригира. Да се коригира, да му се даде втора шанса, пошто човекот делува неразумно, а е председател на држава. Да му се даде втора шанса да се коригира и утре до 16 часот да го довери мандатот на тој што овие 67 пратеници се согласиле да биде мандатар. Во спротивно, треба да се превземат мерки од типот што ги превзема тој. Значи, вие не можете сега со човек кој брутално се служи со укинување на устав и така натаму, а под себе има контролата врз армијата, налогодавците негови се уште имаат контролата врз полицијата, врз судството и врз обвинителството, и со нив сега да разговарате за уставни норми кои они очигледно ги кршат. Тие ќе се прават наудрени и ќе ги кршат доживотно. Треба му се даде рок сериозно да размисли и мислам, сега малку збрувам и за политика, не само за правна. На почетокот кажав што мислам за правните норми и не гледам дека тука веќе има разговор. Да, но каде Иванов ја гледа? Мислам дека второто е дека треба сериозно да се алармира меѓународната заедница. И тоа да се алармираат 3 точки на меѓународната заедница. Можам и да ги наведам што мислам. Да, ќе ги Брисел, Вашингтон и Москва. Од двете да се побара помош за да не заврши Македонија во диктатура со државен удар, а на третите да им се соопшти дека ова што го поддржуваат не води никаде и да го сменат ставот.
Кадриу, каде председателот Иванов ја гледа антидржавниот елемент во овој договор помеѓу СДСМ и ДУИ? Видите, колку што ми е познато, она квалификација што ја дава господин Иванов, дека станува збор за повреда на уставот, на уставниот поредок, на безбедноста, националните интереси. Апсолутно ве молам, тој нема аргументи за тоа. Едно. Второ, во ова фаза, нагласивме, апсолутно уставот не му дава, ве молам, право тој да расправа за такви прашања. Покрај тоа што нема такви збиднувања, такви действија, такви дејанија, кои упатуваат на евентуален заклучок за некакво загрозување. Тој во ова фаза не е надлежен за тоа да расправа. Тој, ве молам, има обврска само да го додели мандатот. Тој тоа не го прави. Околу тоа сега да се квалификува неговото действие, како што го дават другите учесници, ја мислам дека ние, како Македонија, немаме време сега за тоа да расправаме, туку треба сега да видиме кои други уставни решенија, ве молам, кои се опциите, што е она што сега може за да доаѓаме до влада. Ве молам, ево, во 3-ти месец влегува парламентот од како е конституиран. Не во целосно, не работи. Влада немаме. Имаме техничка влада, меѓутоа да не заборавиме, ова техничка влада скоро сега му истекнува мандатот, затоа што таа е техничка влада до изборна влада. Али до изборна влада, сметајќи дека таа влада треба да се избере во роковите разумни што ги утврдува уставот, а ние ја немаме владата. Од тие причини сега треба, ве молам, да се користат законските, на прво место уставните решенија, а има решенија. Што стои сега на располагање како решение? Кои се опциите? Ние, мислим, државата, парламентот, битно е, ве молам, што има парламентарно мнозинство. Под парламентарно мнозинство во наши услови и во духот и јазикот на уставот се подразбира оно мнозинство кое е потребно за избор на владата. За избор на владата во овај состав на парламентот со 120 пратеници треба 61. То го има парламентот. Значи да Поредот на нештата, ако сакаме све да биде регуларно, би требало да биде регуларно, уставно, законито, преседавачот на парламентот треба да ја свика седницата која беше прекината, конститутивна, и да продолжи со другите две точки. Наредна точка беше, ве молам, избор на кадровска комисија, односно комисија за прашање на изборите и именувањата, и избор на преседател. Со изборот на преседател, веднаш на наредна седница, нова, посебна седница, да се стави на дневен ред избор на владата. Ве молам, ако овде немаме ние мандатар, при фактот дека преседател, ве молам, ја злоупотреби уставната одредба, ја злоупотреби, негово мислење е сега ирелевантно. Зошто? Затоа што тој е еден од учесниците кој дава мандат, меѓутоа, ве молам, парламентот е доминис литис кој врши избор. Треба, значи, да се заобиколи сега мислењето негово, предлогот негов, волјата негова, да се оди, значи, директно во парламент и од парламентот да се бара избор на владата. Втора опција, ако од било кој причини не би требало, меѓутоа во овие наши, да кажем, прилики, неприлики, во овие нерегуларности што ги имаме, беззаконие, неуставност, незаконитост, противзаконитост, тогаш да се бара од парламентарното собрание, мнозинството, сами да се соберат, од нивниот состав да определат преседавач од најстарите пратеници и тој, ве молам, да ја води, да раководи со првата незавршена конститутивна седница, со овие избори како кадровски решенија, до избор на преседател, а потоа да продолжи постапката во собранието со избор на владата. Овие се две опции кои се и уставни и изводливи. Поповски, ова се двете опции кои што може да се земат во предвид? Јас го почитувам мислењето на професорот Кадрију. Ова се можни опции.
правно можни. Но јас би додал на тоа уште нешто. Тие не се стандардни опции. Стандардни опции во уставот се други. Што значи тоа не се стандардни? Стандардните опции се нормални не се. Дека треба да председава некој друг, а не Трајко Велјановски со парламентот. Али тако започна. Најстариот пратеник. Они го смениле деловникот во оние времиња кога СДСМ не учествуваше и така натаму. Треба председателов да го даде мандатот на тој што има мнозинство, а во овој случај 67, да се избере председател коалицијата и после да се избере влада. Со оглед дека оваа држава и нејзините институции кои Европската унија ги карактеризираше само пред 3 месеци како заробени? Заробени. Киднапирани. Заробени. Да. И за целата држава заробена. Кога сега извештајот на Европската унија би се пишувал одново, или кога јас би го пишувал, зборот заробени би бил благ. Ние не сме веќе заробени, ние сме уапсена држава. Од председателот на државата. Од бившиот председател на собранието, кој 3 месеци не го свикува собранието. Кој нема да ги почитува овие процедури што сега професорот Кадриу ги кажува да се излезе од состојбата. Туку ќе ги кочи во содејство со Иванов, а поттикнат од овие двајца кои им диктираат на нив. Тој нема да биде кооперативен. Ние стануваме незаробена, ние уапсена држава, притворена. Мислам, значи сега мора да се најдат механизми да се вратиме на уставните решенија. Ако вака почнеме да ги бараме алтернативните непишани логични уставни решенија, кои правниците сега се трудат да ги најдат, нема далеко да стигнеме. Ние не можеме да имаме председател на држава кој мисли дека уставот е тоа што ќе му каже некој да го направи. Он мора... Знам до кој дереже дојде на Македонија. Но сега Иванов, со овој потек што го прави, како институција, он не само што додава масло на разгорениот малку оган, туку он фрла искри во оганот. Он станува соучесник на ова што ќе се случува. Јас искрено да ви кажам, ако брзо не се изнајди решение, јас се плашам дека Македонија може да влезе не само во уставна криза, во која сме влезени од денеска официјално. Тој само пред 10 дена рече кој ќе донеси 61 подпис, мнозинство, јас ќе го дадам мандатот. Но и тогаш ја спомена унитарноста за прв пат. Во нодуставот. Да. Значи, да се разбереме. Тоа за програмата, прво, зборуваше за програмата. Трите точки на кои тој неуставно се повика денеска дека сака да ги спречи, прво не знаеме дали постојат. Не знае ни тој. Второ, тоа што го слушаме во јавноста не постојат. Тој вика, не давам мандат за да спречам, за да ја зачувам унитарноста на Македонија. Па каде се видело дека унитарноста на Македонија ќе ја напушти новата коалиција? Не давам мандат за да ја зачувам суверенитетот на Македонија. Каде новата коалиција соопшти дека сака да го продаде суверенитетот? И трето, сакал да го зачува територијалниот интегритет на Македонија. Каде новата коалиција соопшти дека територијалниот интегритет ќе го доведе во прашање? Се повикува на фикција. Јас затоа викам дека председателот, извинете на изразно, почнува да личи на непресметлив човек на таа функција. Он такви муабети може во кафана да ги води. Да седнеш на председателската столица и да кажуваш територијалниот интегритет ќе биде загрозен и затоа не го дава мандатот. Прво, кој му кажал дека ќе го загрози? Каде го пишува тоа? Кој се договорил за тоа? Второ, он ако го даде мандатот во собрание, па ние имавме пред 15 години премиер, во чија влада беше Груевски, кој соопшти јавно територијалниот интегритет дека сака да го наруши, да даде делови од територијата на Македонија, на Албанија, а за возврат да земе 1/5 од даденото. Се сеќате? Мала преспа да ја земе, а да ги даде тето во Дебар и што беше таму некој. Значи, председателот може да се бави со тие прашања експост парламентот. Ако парламентот усвои закон што него не му се допаѓа, он има уставна процедура во која може да го одбие. Во насока на... Но вака да измислува, мислам, и не верувам дека второ, тој на крајот на реченицата, на крајот на излагањето рече никогаш нема да дозволам. И јас не верувам дека тој што му ги дава налозите евентуално сега ќе му рече ај премисли се. Него сега треба да му се каже него со некаква булдожер дипломатија од странство и булдожер притисок од Македонија.
Да се коригира брзо, додека не се продлабочи кризата, додека не излезе од институциите, пошто веќе почна да излегува, и додека овие превирања, кршење стакла, тепање новинари, кршење камери, насилство по улици и така натаму, не почнат да добиваат малку посериозни димензии. Зашто? Иванов, без разлика дали некој тоа него му го кажал да го направи или сам го измислил, соучествува во голем дел. Само уште една минута. И последно, треба брзо да се предупреди Иванов, брзо, а тоа мислам дека за тие што ние сме аналитичари, тука сега разговараме како граѓани, но тие што се бават со политика активно во пратеници, политички партии, треба брзо да се предупреди Иванов, да не му падне на крај памет војската да ја доведе во искушение. Зашто ова што тој го превзема може да доведе до неконтролирани чекори на војската. Јас се надевам дека во војската, во генералштабот, има се уште разум. Зашто тој на начинот на кој зборува се загрозува интегритетот, нема уставот да го почитувам, унитарноста е загрозена, е прв чекор за утре повторно по фиктивна негова пресметка да каже сега е загрозена и војската стапува на сила. Таа стапува на сила кога се загрозува суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија по уставот. Не за внатрешни политички прашања. Но он пошто го спомнува тоа, знаете до што може да доведе? Тој треба брзо да се предупреди да не се игра со овие 2 милиони граѓани со оваа држава. Денеска имав изјава од министерот Јулевски кој што посочи дека државата безбедност е гарантирана, дека во тој дел нема проблем, но ова теза која што вие отварате во поглед дека решението можеби е, односно е во собранието, тука се отвараат и дополнителни прашања во контекст на тоа евентуално доколку дојде до такво решение, дали тоа може да предизвика и други немири од страна на оние кои ќе бидат незадоволни, но и дали дуи ќе обстои на одлуката да остане и да подржи тоа мнозинство внатре. Јас и сега ја бранам тезата дека поентата, обврската и правото за избор на владата лежи во парламентот, неговата надлежност, а и негова одговорност. Затоа што, еве молам, кои последици може да бидат евентуални, идни, ако немаме влада. Покрај сите овие обиди и овие опции што ги наговестив, нема влада. Парламентот, ве молам, треба да донесе одлука за самораспуштање. А тоа значи, во овај случај, кога парламентот донесува одлука за самораспуштање, последица и причина за тоа е да парламентот нема сила, парламентот нема капацитет, парламентот нема политичка моќ да бира влада. Веднаш по распуштањето треба сега да се распишуваат нови избори. Парламентот, ве молам, пратениците, сите, го губат кредибилитетот пред граѓаните. И сега, во другите уставноправни системи, кои се последици во ваквите случаи, а таа последица ќе наслаби и кај нас. Ве молам, кога ќе имаме нови избори, ќе можат ли граѓаните да ги избират истите пратеници кои 3 месеци не сработиле ништо, па дури не избрале и владата како основна надлежност на парламентот? Затоа сметам дека мора парламентот во рамките на своите сили, во рамките на сите политички партии кои партиципираат со пратеници, да изнајде решение законски, се разбира, уставни, за да дојде до изборот на владата. Надвор од тоа, последиците ќе бидат, ве молам, катастрофални. Ако ние одиме на нови избори, ако немаме влада, ние и така ево нагласивме, ние имаме заробени институции. Ние ги имаме, ја имаме целата држава заробена. Немаме правна држава. Да не зборуваме за владењето на правото. И сето тоа зборува и упатува на заклучок. Зошто ги имаме ние овие прилики, неприлики? Од проста причина.
во оние земји, како и во нас, во наша земја, кога политиката се одвива, се врши, се спроведува надвор од правото, имаме правна криза. Кога политиката се врши надвор од уставот и над уставот, а не во рамките уставот, тогаш имаме исто така правна криза. Овде кај нас ве молам, правната криза, иако политичарите зборуваат за политичка криза, ја одам подалеко. Правната криза овде ве молам основен фактор што ја создаде и политичката криза. И сега се надоврзуваат овде економската криза, морална криза, ние ве молам морал и за моралот во општеството кај нас не можеме да зборуваме. Не дека е тој во ерозија, фактички го нема. Така ќе ве прекинам тука да одиме со реклами, потоа повторно се враќаме назад со дебатата во студиото. И во форца, во форца, во форца, македонски народе. Народе! Дружба си е дружба, форца си е форца. Твоето грло е твоја моќ и кога те боли, земи Септолете Тотал, целосен третман за болки во грлото. Септолете Тотал, твоето грло е твоја моќ. Фала, ама нас ни треба некој што не планира деца наскоро. Ако е вообичаено, не значи дека е праведно. 3 пати мери, еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај. Wash and Go, 100% волумен, 100% своја. Искеширај се со Браво премиум во најголемата наградна игра за оваа година. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама. Секој ден ве очекуваат неверојатни 15.000 денари. Добитници: Сара Горгиевска, Скопје; Јонче Маневски, Скопје; Славче Маринковиќ, Кавадарци; Ѓоко Јовчевски, Шишево; Кристина Манасиевска, Скопје; Марина Мицевска, Скопје. 365 дена по 15.000 денари и многу други вредни награди чекаат на вас. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион, 2 типа на кашлица. Различен пристап. Назад сме во студиото, професорите Кадрију и Поповски се тука. Поповски, вие споменавте дека да председателот Иванов може би треба да му се остави рок да се премисли. Имаше еден момент кога председателот ја смени одлуката во делот на помилувањата. Но овдека, иако пред неколку дена беа јасни пораките што стигнаа од меѓународната заедница, сепак тоа не го премисли Иванов да донесе ваква одлука каква што донесе. Последната информација дека и еврокомесарот Јоханес Хан уште еднаш го предупредил Иванов после неговото излагање. И дали сте оптимист дека може би повторно може да се промени одлуката на Иванов? Јас не верувам дека тој може да ја промени одлуката без да му се каже. Но не од други, туку од двајцата луѓе што ги спомнувам од ВМРО ДПМН. Но мислам дека може кон нив да се насочи фокусот на меѓународната заедница сега. Не треба да се разговара со Иванов, треба да му се каже одлуката да ја смениш. И толку. Но фокусот на булдожер дипломатија некаква, со многу сериозен разговор, кон овие двајца од ВМРО ДПМН кои му ги диктираат пресконференциите и одлуките на Иванов. Иначе тие нема да се премислат. Нема да се премислат. Иначе, ако влеземе во... Сега, ако новото парламентарно мнозинство, кое де факто не постои, а де јуре постои. Ние имаме мнозинство кое не му даваат предходниве институции да се конституира. Предходната влада, предходниот парламент преку Велјановски. Оно има механизми оперативно-политички, да ги речеме, како тоа да го направи. Например, ако коалицијата е веќе формирана, иако во медиумите кажуваат дека не е формирана. Но сега
СДСМ, ДУИ, БЕСА и Алијансата, овие 67, можда треба да го забрзаат малку процесот, да формираат мнозинство, првиот чекор да биде председател на парламент. И веднаш да се испорача точката у собрание да се избере председател на парламент. Прво, да се освои парламентот, извинете на речникот, освои, но така, да има една институција која ќе се построи согласно новите избори и уставот. Председател на парламент да изберат прв. Второ, собранието на Македонија не му е одземена законодавната дејност. И ова ново собрание, конституирано, нема влада, но во уставот пишува дека три субјекти можат да предложат закони. Пратеник, било кој или група пратеници, влада и подписи со 10.000 граѓани. Што значи дека председател на собрание брзо треба и некаква законодавна иницијатива во собранието да се оновозможи сегашнава извршна власт да си продолжи како што мисли. Собранието може да носи закони. Гледате што се случува. Они се донесува буџет во ноември таму негде. Си го реализираат буџетот. Секој ден навести гледаме министрите програми за вработување. Знаат ли дека нивниот мандат е технички и дека треба брзо да се пресечат? Можат да разрешуваат во собранието. Тука е клучот повторно. Можат да разрешат министер. Некој министер што не се однесува технички, туку носи политички одлуки. Гледаме два тројца. Министерот за здравство, министерот за надворешни работи, дава интервјуа како да е. Треба можда брзо да се интерпелираат со новото мнозинство. Нивните заменици ќе останат да ги водат до избор. Значи, може и таква борба. Таква политичка тактика која ја наметнуваат сега овие, кои така одат. И тоа може да се реши за 2-3 дена. Нов председател и брзо некои закони да се носат, да се новозможи некакво продлабечување на кризава. Да, но само ако ДУИ цврсто стои зад... Да, ако имаат можност брзо да решат. Значи да почнат со некаква поделба, па видете сега. И СДСМ и ДУИ, 67-те пратеници треба да сватат дека и они треба малце во новава ситуација, наместо комотно да ги преговараат позициите до председател, па премиер, па можда треба адхок решение председател брзо да го истрчаат. Па макар и со ризик да изберат председател кој после во новата распределба, ако се оцени дека треба на друго место да оди во друга партија, за 2-3 месеци да се смени председателот. Некој од пратениците можда и ќе треба да стане председател за брзо време, да се врати обичен пратеник. Но и таа жртва да ја понесе, за да се спасува тоа што може од македонската политичка сцена. Ова јас сум исплашен, дека правнава, институционалнава криза може да се претвори во малку поширока криза. Од кој аспект? Да дојде до немири, до распад на системот, до нефункционирање на системот, да се загрози не само институциите да не функционираат на добар начин, туку вкупното општество да почне да не функционира на добар начин и да се прелее во некаков вид на немири на улиците. А сега немириве на улиците во Македонија... Почна веднаш после последното интервју на лидерот на ВМРО ДПМН, веќе... Па да, ние 25 години се плашиме дека Македонија е многу тенка на меѓуетничките односи. За денеска да сватиме дека ние сме многу, како општество зборувам, многу тенки и според идеолошките и политички сваќања. И дека тука искрите можат да бидат многу покрупни, кои нема да бидат по етничка основа. Така што мора брзо да се реагира, нешто да се прави. Ако се чекаат овие институции, тоа, каже професорот, 3 месеци имаме од изборите и уште 3 ке си тераат они, ако вака се остават. Мислам дека нешто треба да се прави. Каква порака праќа сега председателот Иванов до меѓународната заедница, особено ако денеска на самото негово обраќање им порача дека платформата, штом не осудија платформата која што ја загрозува унитарноста на државата, сега да се воздржат и од нудење на некакви решенија кои што се спротивни на државните интереси? Па видите, стои фактот дека и партијата ВМРО ДПМН и председателот Иванов се повикуваат на таа платформа. Меѓутоа, за жал, таа користи само како алиби, за да се постигнат други цели, а познати се целите ВМРО. Или да нема воопште влада, а сигурно не ова коалиција да прави влада. А инаку, оние пораки што ги упатува, се познати пораки, и порано ги упатуваше, но за мене битни се другите пораки.
какви ве молам, тој пораки добива од меѓународна заедница. Ево денеска, ево најновата порака ве молам од господинот Хан. Тој откако е слушал веста, информацијата, податокот дека нема давање на мандат, одма му порачува како да постапи. Така да се вратиме на парламентот. Секој ден што се губи во времето поради неработење на парламентот, државата губи. Парламентот има значајни надлежности. Само една сфера да ја дотакнам, колегата ја познава, економската сфера, ве молам. Какви ние состојби денеска имаме во големи правни лица, големи предпријатија, па и јавни предпријатија. Јас сум специјалиста и за работничките права. Работниците не можат да го сваруваат основните права од работен однос. Имаме штрајкови во јавни предпријатија, немат плати, нема кој да се грижи, ве молам, за нивните права од работен однос. А тука надлежност има влада, тука надлежност има парламентот, ако треба за некои прашања и со закон да интервенира. Тој е надлежност на парламентот, а парламент не работи. И, ве молам, да се вратиме на оно што значи закон и устав и законито работење. Противуставност постои и во случаевите кога одредени действија се превземат, правни акти, закони и така натаму, а не се во духот на уставот, а противуставност имаме и кога не се работи. Во овај случај, како што имаме ние парламент кој не работи, таквото однесување негово е исто така противуставно. Дозволите, тоа е противуставно, затоа што неработењето е противуставност. А во правото има една максима, во научната мисла посебно подвлечена. Ако во државата не се почитува уставот и законот, тоа значи не се почитува темелот на кој лежи државата, темелот на кој се потпира државата. И како што гледаме ние кај нас и во нашата земја, тој темел, ве молам, се подкопува. Постојано се подкопува. Само поради неуставноста и незаконитоста која фактички и не постои. Дали оваа платформа за која што еве и претседателот се повика е спротивна на уставот и на рамковниот договор како што тој посочи? Апсолутно не. Ево да нагласиме само 2-3 реченици, затоа што немаме ни време, ниту е место да ги елаборираме сите точки од платформата. Бевте консултирани во делот на... Точно е, од еден политичките субјекти бев консултиран за законот за јазиците. Ве молам, платформата има неколку точки. А во овие договори, преговори за коалиција, за влада, за парламент и така натаму, ве молам, само некои од тие прашања се изнесени. Изнесени се прашањата околу јазикот и тоа до кој ниво, ве молам, да нагласиме, затоа што е створена една заблуда кај граѓаните. Не надвор од уставот, нагласувам, во рамките на уставот се предлага авансирање на статусот на албанскиот јазик со конкретни, да кажем, новини, конкретни одредби, а тоа значи за употреба во конкретни институции, наведени со име и презиме, и со други новини. И кога бев консултиран, исто им кажав на политичките субјекти, ве молам, да правите градација, да правите разлика, и тука ме прихватиле, помеѓу прашањата кои представуваат уставна материја, станува збор за јазикот, и прашањата кои представуваат законска материја и може да се уредуваат со закони да се донесе од ово парламентарно мнозинство. Да одите само на оние новини кои представуваат законска материја, за да може парламентот да ги усвои како закон. Другите прашања, за кои треба да се отвара уставот, оставете ги кога ќе се обезбеди соодветно парламентарно мнозинство, соодветна политичка клима, политичка атмосфера, политички диалог, политичка волја. Тоа беше прифатено од страна. Тоа беше прифатено. А сега ве молам, ево и да нагласиме, ве молам, ево на протестите какви да кажем искри, што би се рекло, се фрлат околу јазикот, што апсолутно не е точно. И тоа намерно ги изфрлуваат, ве молам, само да се ствара незадоволство, револт, реагирање кај граѓаните, дека со овој закон ќе бидат задолжени граѓаните македонци да го учат албанскиот јазик. Апсолутно не и никогаш. Со овај закон
ќе бидат казнети граѓаните македонци ако не го научат албанскиот јазик. Никогаш и апсолутно не. Со овај јазик ќе се доведе во прашање државниот јазик македонски. Ве молам, македонскиот јазик бил, е и ќе биде државен јазик. Никој не го оспорува. Нити овај закон, ве молам, кој зборува и кој уредува едно прашање кој се однесува само за статусот на албанскиот јазик, не го доведува во прашање службениот, државниот јазик, македонскиот јазик. Или оно друго што се вели дека со овај закон, ве молам, ќе биде загрозени националните интереси. Како ќе биде загрозени националните интереси? Кои што ги имате со оглед дека нели веќе безбедносните интереси. И ве молам за националните интереси само се повикува, ве молам, само една партија. За национални интереси, само да се подсетиме од политичката наука и од правната наука. Во еднопартиските системи, една партија на власт, таа се повикуваше на националните интереси. Меѓутоа, во повеќе партиските системи, каде што има повеќе политички субјекти, повеќе политички партии, ве молам, националните интереси се собственост на сите политички партии. Која политичка партија, ве молам, може да действува во државата, а да работи во спротивност со националните интереси на државата? Апсолутно не. По ниједна партија тогаш нема да биде дозволено, ќе се забрани действувањето на таква партија. И тоа е санкционирано во нашиот устав и во нашата регулатива. Од каде сега произлегува дека само една партија била таа која била заинтересирана за националните интереси, а сите други што действуваат ги загрозуваат националните интереси, вклучувајќи ги овај закон. Овие се апсурдни ситуации. Благодарам. Поповски, председателот вели и кривични пријави нека ми поднесат, ќе го штитам уставот. Претходно лидерот на ВМРО ДПМН рече нека ме апсат, но нека ја чуваат државата. Дали се обидуваат да се представат во еден вид на жртви во целата оваа ситуација, за да се спаси и да се најде некој излез за она каде што се можеби заглавени, или тоа е реалноста во која тие веруваат? Тие се борат за слобода. Не треба да се гледа од тој агол. Голем дел од врвот на ВМРО ДПМН, вклучувајќи ги првите двајца луѓе, се со неколку кривични пријави од СЈО, за кои се бараа мерки притвор, мерки одземање на пасоши и така натаму, сериозни мерки, кои судовите не ги одобруваат. И јас сум, како и многу граѓани, уверен дека овој обид да се дестабилизираат институциите на Македонија, да не функционира ништо и така натаму, е обид во големиот пожар да никој не гледа на проблемите со корупцијата, крадењето и криминалите кои се направени и така да станат небитни така. А ова што го каже Ивано денеска дека еве нека повелат, нека не го повторува два пати, би му советувал. Нека пази што зборува. Тој прави, јас не знам сега, не сум кривичар ниту правник, но тој ја злоупотребува, како се вика тоа во правото, злоупотреба на службена должност, а во врска со член 90 од уставот ќе му го формулира некој. И тоа е многу сериозна злоупотреба на службената должност. Да не дадете мандат на човек кој има мнозинство пратеници, што директно имплицира дека има мнозинство граѓани кои стојат за него, да ги извршува функциите кои му се доверени, а тоа се владините или законодавните функции, во овој случај владините функции. Тоа е сериозна злоупотреба. И денеска го оценив како многу храбар човек кој тоа го повторува. Зашто еден ден може да свати дека не е тоа таква игра каква што сега во филмот во кој тој живее, така жаргонски да се изразам. Ние 2 милиони луѓе мислиме, он мисли дека туку така едноставно ќе го голтаме тоа. Исто и со другиве кои тоа го изјавуваат. Тоа се дневно политички памфлети од другите, за да се спасат. А тоа го изјавуваат дење, а ноќе вадат на улица во секој град на Македонија по 100, 200, 1000, 5000, не е битно, кои прават полунасилство или закани и така натаму, кои евентуално би спречиле тоа да се случи. Да, тоа е прашањето дали тие ја спасуваат државата или се предводници во едно многу поопасно сценарио, бидејќи деновиве гледаме и видни личности. Второто од ова што го кажавте. Моје уверување е дека е второто.
видни личности можевме да видиме и на протестите кои што беа Каков спас, па еве подпредседателката на ДУИ, ако е подпредседателка уште, господјата Арифи? Да. Излезе на Алсат телевизија пред 2-3 дена и кажа дека они били усогласени за законот за јазици, за кој сега спомнуваат територијални интегритети и така натаму. Со ВМРО ДПМН дека коалицијата паднала на обидот да се продолжи животот на СЈО. Склон сум повеќе да верувам на тоа што таа кажа, од ова што го кажува Иванов, например, или ВМРО ДПМН. И јасно ни е нас дека ВМРО ДПМН буквално сега цела машинерија ја вади со цел да направи спас на една мала група на врвот од партијата од тоа што недозволено го правеле во изминативе години. Кадрiju, зошто сега председателот се повикува на унитарноста, а при тоа претходно кога ВМРО ДПМН и ДУИ преговара, воопшто не са повика на унитарноста и впрочем го додели мандатот за составување тогаш на влада, а како што и Поповски спомена, преговорите биле во исто. Излишно да повторим, затоа што тие ве молам аргументи што ги употребуваше председателот Иванов апсолутно немат основа. Апсолутно се безпредметни. Така да, за тие прашања, повторувам, апсолутно не може да се дискутира сега, не може да се дискутира во фазата кога тој, само како еден од учесниците во постапката за избор на влада, дава мандат. Ништо повеќе. Тој ве молам, нема никакви надлежности. Која ќе биде владата? Каква ќе биде програмата? Дали ќе биде изборот на владата завршен успешно или нема да биде избрана? За него ве молам имаме ни едно правило што велиме: нивните внатрешни интереси за мене не ме тангираат. Така треба да се однесува. Меѓутоа тој за жал, за да го одбие мандатот, ево се користи со работи, со новини кои апсолутно не се во негова надлежност. И тоа ни дава за право, не само за нас, оде што дискутираме, него за сите трезвени, за секој homo sapiens, да заклучи дека тој навистина оди на флагрантна повреда на Уставот. А за такви повреди во демократски земји, посебно во демократски правни земји, одговорноста е нужна и неминовна. Тоа само во недемократски земји не се бара одговорност. А во демократски земји, во правно уредени земји, со правна регулатива, со устав како највисок правен акт, а да нема одговорност, тоа е несватливо, неприхватливо. Кај нас, ето за жал, за сега и во овој момент и тоа се случува. Јас би поставил вака прашање едно како начин на дискусија. Кој разумен човек во Македонија очекуваше дека денес Иванов ќе го даде мандатот? Имаше такви брифинзи од страна на опозицијата. Јас не сретнав ни еден, денеска и наутро на работа и со колеги што дискутиравме, 99% од луѓето вика нема да го даде мандатот. Он е предвидлив. Сите знаеле, уште кога кажа после враќањето од Груевски дека не го дава на вториот, што е утврдена уставна процедура во Македонија од 91 наваму, па после кога рече дајте подписи, па кога ми ги дадоа подписите во рок од неколку дена, стана јасно дека купува. Прво купува месец дена, па 20 дена, па 7 дена, па 1 ден, па од понеделникот до средава да купи и така натаму. Значи, он е предвидлив во фактот дека ќе штити една политичка партија. Тој одамна не е председател на граѓаните на Република Македонија. Во таа смисла тој уставната одредба дека ја представува Република Македонија за него не важи. Тој номинално мисли дека ја представува, но тој не ги представува мнозинството на граѓаните. А не знам колку граѓани има зато вие 67 претеници, да речеме 700.000 вајда се така, да речем, не знам, не сум пресметал. СДСМ има 450, ДУ има 80, значи 500 и нешто, 600.000 граѓани стојат од прилика за да овие 67 подписи. Се извинувам. 112.000 како што објаснува опозицијата. Ете така. Сега он по уставот е должен да ја представува Република Македонија.
Он не го представува мнозинството веќе. И таа уставна одредба ја крши. Значи, но ја не мислам дека со Иванов веќе треба да се разговара. Треба да се разговара во смисла на предупредување. Знаете, во правна смисла имате деловно неспособно лице, па преговарате со неговиот ментор или како се вика тоа? Старател. Треба со старателите сега да се поразговара, многу сериозно, а Иванов ќе го направи тоа што ќе му кажа старателите. Но мислам дека работата од денеска веќе излезе и од таа контрола. Како тие да не гледаат дека има враќање за нив. И ќе се обидат по секоја цена. Старателите. Денеска видовме дека нема враќање. И ова што се случува, нели, се движат кон опозицијата по улици, се движат кон собранието. Дури утре они да го даде мандатот, јас не би исклучил старателите да ги блокираат улиците за пристап до парламент, за пристап до влада, за пристап до министерствата. Колку е можно да се добие уште некој ден? Да, уште, бидејќи сме при крајот на емисијата, до каде може да се одолговлекува целиот овој процес и дали може да бидеме спокојни, како што кажа председателот, или можеби треба да стравуваме од она што не очекува? Поповски? Кратко и јасно, ја мислам дека треба да стравуваме. Ова што се случува е многу далеку од спокојство што треба да ни се даде. Ја мислам, например, дека во целава ситуација после ова што се случува во моментов, дуи треба да се веќе многу поодлучни или сакаат или не сакаат да направат коалиција. Нема веќе простор што го одвлекуваат, треба да се подецитни. Тие стануваат дел од нивната недоволна одлучност, станува дел од кризава. Треба да пресечат брзо, треба да се конституира парламентот со председател брзо и да се проба. Но за сега таа одлучност кај дуи не може да се види. Не постои и многу сум скептичен. Мислам дека сега секој си ја зема правдата во Македонија во своји раце. Овој председателов си ја зема во своји раце вон од уставот, сегашната техничка влада си ја зема извршната власт во своји раце, другите институции функција. На улица секој може да во своји раце да си ја зема правдата. И мислам дека станува малце хаотично со држава тоа што се случува, а тие ја носат одговорноста. Не ја носиме ние што ништо не одлучуваме. Да, потребна ли е поголема одлучност и можеме ли да видиме кај дуе, особено ако последната изјава на портпаролот Османи е дека сега треба да се внимава на етничките тензии, а на тамошните чекори дополнително ќе се одлучуваат? Јас се носам со идеја помеѓу две крајни диаметрално различни решенија. Првото решение за кој мислам дека сепак постои можност да се постигне, а тоа е во еден разумен рок, али разумен уставен рок, да се избере политичка влада со ова коалиција која е формирана. Ако се искрени и верни да останат во коалиција, до последен момент, до изборот на владата. Регулативата е позната, регулативата нуди излезни решенија и за вакви прилики и неприлики и треба да се користат тие решенија. Ако во овај разумен уставен рок, кој не би требало да биде подолго 20 дена, па нека биде и месец дена, нема влада, ве молам, ќе се оди на другото диаметрално различно решение. Распуштање на парламентот, изборна влада друга, ова нема мандат да спроведе, нема мандат ова да ги спроведе изборите и распишување на нови избори. Друго решение нема. А ово второто решение, ово второто решение ќе биде со далекосежни последици. Затоа што второто решение не само што не нуди гаранција за излез на политичката на Македонија од политичката криза, напротив, таа ќе се продлабочи. Ево една активност која треба да се спроведе, а ќе трпи штета Македонија. Немам председател, ево крајен рок ве молам за локалните избори до понеделник треба да се донесе одлука за распишување на избори. Нема кој да ги распише. Тоа ли е проблем за парламентот да немат, па нека бират и лице кој апсолутно нема афинитет да биде председател, само да го бират да ја спроведе оваа активност уставна законска. Тоа ли е проблем? Кога ќе се создаде политички услови, тие договарање, политички така надвор, нека бират председател после. За сега нека бират председател само да ја спроведе постапката за избор на локалната власт. Така, јас ќе морам да ве прекинам. Ви благодарам за гостувањето во анализа на телевизија 24. И вам ви благодарам за вниманието. Останете со телевизија 24.
Crveni kao mali, a ovako da ima pozadinu podignuto onako lepo i da ima ove oči, ovo kosa ovako na gore i nekako da mi se slažu uz karakter. Ангелка има големи апетити. Vidi, dečko, znači, meni kad se sviđa neki dečko, ja mu ne gadam u gaće baš odmah. А знае и да наредува. Slušaj me, Andrija, večeras ima da iznimamo apartman, da provedemo romantičan vikend, da se napijemo oko prasići, to je naređenje, ti jasno? Андрија и Ангелка во четврток во 17:45. Уживајте во серијата заедно со вкусна храна, приготвена во воктавата Делимано Делиција со диаметар од 20 сантиметри, со керамичката основа што ја прави до 3 пати понелеплива. Само сега за 745 денари, со дури 50% попуст. Јавете се веднаш. Дали битката со криминалот е блокирана поради немоќите на Зврлевски? А вие ако бирате судии кои имаат политички бекграунд за себе, вие ќе имате арена во кој ќе се спроведат политика. Има ли судија во државава што ќе дозволи до вчерашниот премиер без пресуда да ја спасува Македонија? Тоа е најголемиот тест за една демократија. Таа албанска платформа не содржи ништо друго освен точки кои што се договорени во Охридскиот рамковен договор. Како да се изведе нова голема реконструкција на делителите на правдата? А изјавата на Никола Груевски коинцидира или доаѓа по донесувањето на годишниот распоред за работа на судите, кој што него му дава една комоција, бидејќи, како што споменав, тој список е правен во партискиот штаб на ВНД-ДПМН. Фактор 24. Вечерва. Јана, дали имаш ти навика наутро, можеби, или во текот на денот да конзумираш свежи брискви? Ако кажам дека да, особено моите најблиски веднаш ќе ми замерат. И ние како и вие сакаме да јадеме здраво, ама наутро сме сонливи за здрав живот. Го изгубивме инстинктот за пиење вода. И ние како и вие сакаме добра книга. Мислам дека сите многу го романтизираат пишувањето и мисла дека тоа е така. А не е така романтично? Не е така. И луѓе со авантуристички дух. Патувањето е всушност целта и начинот на која сакам да живеам. Сакаме миленичиња. Кире не е баш френдли, да, тој е камелеон. Се информираме како може да помогнеме. Зашто само да ги сликаме оброците и да ги споделуваме сликите, кога може да го поделиме со некој што воопшто нема. И ние како и вие, некогаш сме соочени со тешки предизвици во животот. Јас не сум дефинитивно против развод, некогаш разводот е и подобро решение. Но и ние како и вие се обидуваме да го започнеме денот со насмевка. Македонија денес. Заедно ја создаваме. Секој работен ден од 10 до 14 часот. Здравиот човек има многу желби. Болниот само една. Недостаток на витамин А, недостаток на витамин С, недостаток на витамин Б, минерали, цинк. Значи, сето тоа може да даде дополнителна сувост на кожата. Нема оправдување за непосветување време на нашето здравје. Најчесто патот на пренос е капков, велиме. Тоа значи дека се пренесува по пат на зборување, по пат на кашлење. Ова емисија постои за едукација и секако помош. Јаниците кај жената се генетски одредени, предодредени за нивната функција и нивното практично гасење. Фактор здравје, секој ден во 15 часот и 15 минути. Твој дом, твоја слобода. Аплицирајте за НЛБ стамбените кредити до 31 мај и искористете ја промотивната понуда. Без трошоци за одобрување, без трошоци за проценка, бесплатна полиса за осигурување на станот и можност за бескаматен кредит за опремување на станот. НЛБ банка. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион, два типа на кашлица. Различен пристап.
После многу години се сретнавме во еден супермаркет. Само еден поглед беше доволен за повторно да се разгори искрата меѓу нас. Признавам, таа е мојата слаба точка. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Колдмакс. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Фала, ама нас ни треба некој што не планира деца наскоро. Ако е вообичаено, не значи дека е праведно. 3 пати мери, еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај. Дами и господа, ви најавувам уште поголема наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 вредни награди. И тоа по 100 телевизори, велосипеди, машини за перење, пегли, првосмукалки, микробранови и уште 5000 други награди. Едноставно отвори, погледни во кесичката и нешто од ова може да биде твое. На здравје кафе со Елит Кафе. Зашто сте цели живот на дијети, а нисте успели постичи своји желени резултате? Пробали сте sa smanjenjem kalorija, izbacili ste masno, jeli više voća žitarica, ali nije bilo dugoročnog efekta. Vrijeme je da probate nešto sasvim drugačije, staviti masti u fokus vaše ishrane. Predstavljam vam liposuksijsku ishranu, jedinstvenu dijetoterapiju sa kojom možete skinuti 7 do 10% od svoje početne tjelesne mase za samo 2 nedelje i to bez gladovanja. Zato krenite odmah i učinite nešto dobro za sebe i svoje zdravlje. Екстра понуда од АМЦ. Продажба до 72 рати, само со лична карта, без административни трошоци. Купете нов лаптоп, телевизор или мобилен телефон на 72 рати, само со лична карта, без административни трошоци. Повелете да аплицирате во салоните на АМЦ. АМЦ, вистинско место за нова технологија. 5 години со вас. Славиме заедно со сите жени со попусти до 50% на одредени парфеми и до 30% на одредени подарок сетови. Воздухот е живот. Воздухот е здравје и е дел од нашите прошетки. Од игрите. Тука е и на сон и на јаве. Тоа е дел од нашата иднина, да се потрудиме да стане почист. И добро е кога имаме поддршка во тоа. Тука е Европската Унија со поддршка и проекти за подобрување на законската регулатива, следење на квалитетот на воздухот и подигнување на јавната свест за чист воздух и чиста животна средина за сите. ЕУ за тебе. Исхеширај се со Браво премиум во најголемата наградна игра за оваа година. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама. Секој ден ве очекуваат неверојатни 15.000 денари. Добитници: Сара Горгиевска, Скопје; Јонче Маневски, Скопје;